Колега Ацевски, вие и јас доаѓаме од Скопје, од главниот град. Бе ве замолил конкретно да кажете дали има еден објект, било што СДСМ изминативе 30 години ги има направено во Скопје или во било кој друг град низ Македонија. Било кој друг град. Дали сакате Битола, дали сакате Прилеп, дали сакате Штип, дали сакате Кочани, Охрид и така натаму и така натаму. Еве за Скопје. ВМРО ДПМН има направено и аеродром, како што рековте, и театар, и стадион на кој што игра нашата национална репрезентација, и мост спрема општина Сара, и спортска сала Борис Трајковски, и така натаму и така натаму. Може уште многу работи да се набројуваат. Што има направено СДС? Ништо. Едно големо ништо. Колега Ацевски, вие доаѓате од Ѓорче Петров, да ве прашам директно и одговорете без одење околу. Дали сте задоволен од работата на градоначалникот на Ѓорче Петров, Наумовски? Јас мислам дека мандатот, немањето на проекти и немањето на дела на градоначалникот на Ѓорче Петров, Наумовски, е апсолутно фијаско и дебакл. Дали ви, Ацевски, сте задоволни од односот на централната власт, владата на Македонија кон Ѓорче Петров? Не сте задоволни. Ама не може да го кажете тоа. Не сте задоволни од Петре Шилегов затоа што една шајка нема заковано во Ѓорче Петров. Но и во сите други општини, може сите скопски 10 општини да ги набројам, заклучокот е ист. Ја спомнавте математиката. Еве ви следна математика. Никогаш Македонија, Ацевски, немала помалци ученици во основно образование. На 180.000 ученици во основно образование паднавме, затоа што ни се исели државата, се испразни Македонија, како никогаш досега. Понатаму, ако е толку добар буџетов, зошто не дојде министерката за финансии Нина Ангеловска да го брани? Не доаѓа затоа што е кабаец, затоа што нема што да каже, нема со што да се пофали. Ако е толку добро како што вие велите, како што зборувате се во суперлативи, зошто тогаш Драган Тевдовски е единствениот министер кој што е сменет и разрешен? А зашто не е сменет Филипче? Затоа што треба да ги потпише тие 500 милиони евра, за кои што никој во министерството не ќе да стави подпис и парав, затоа што знаат дека е лакрдија, знаат дека е плячка на векот и дека ќе има одговорност за тоа. Така што, почитуван колега Ацевски, има многу работи за кои што може да се зборува, но ќе го кажам следново. Не се добри состојбите во Македонија никаде, во било кој град, во било која општина. За крај, ве молам, одговорете, дали вие како пратеник сте задоволен од градоначалникот Наумовски на Ѓорче Петров? Ако блескаме, дали блескаме во Ѓорче Петров? Не, дебакал е и во Ѓорче Петров и во цела Македонија. Благодарам. Контрреплика, пратеникот Ацевски Костадин, повелете.